Предвремената отплата на еврообврзницата од 700 милиони евра, која е од времето на претходната влада предводена од СДСМ и ДУИ, и додавањето дополнителни средства во изградба на инфраструктурни објекти, Македонија ја ставаат во делот на средно задолжените земји со финансиска и макроекономска стабилност, велат експертите. Со овие потези на предвремена отплата на долгови, владата дава дополнителна надеж за раст на економијата и правилно менаџирање со државните пари. Ова е позитивен сигнал за тоа што со ова Македонија го одржува кредитниот рейтинг што веќе го има како ББ+, што е доста умерено стабилен рейтинг, добар рейтинг, го одржува рейтингот со тоа и покажува исто така фискална стабилност, но меѓутоа исто покажува дека едноставно може да ги сервисира долговите и со ова исто така ќе можат понатака другите буџетски трошања многу полесно да се распределат за нови инвестиции. Експертите велат дека Македонија дава сигнали на стабилна држава за финансиските инвеститори и донатори, со што Македонија може да се надава на зголемени странски инвестиции. Парите вложени во новите патишта, но и во дигитализацијата, ја отвораат можноста за еден дополнителен раст на бруто домашниот производ, кој според нив би требало да покаже и раст на платите во приватниот сектор. Во овој случај, инвестирање во капитални инвестиции, во инфраструктура пред се е круцијално за Македонија и е одлична вест. И се надевам дека тоа што е најавено дека ќе се реализира, затоа што единствен начин за Македонија да продолжи кон прогрес и привлекување на нови инвестиции, тоа што одамна го зборував е носење на регулативи соодветни за во делот особено кај дигитализација. Инвеститорите се оптимисти дека владата ќе продолжи да влече вакви потези за доброто на државата, но и за граѓаните. Само на ваков начин тие се убедени дека ќе се подобри квалитетот на животот и дополнуваат дека предвидениот ребаланс на буџетот ќе овозможи добра подлога за исполнување на макроекономските цели до крајот на годината.